Корона кризата се чини како да попушта. Се поставува прашањето дали и колкава цена плативме за време на корона кризата. Здравствениот сектор кубури со кадар. Европската комисија ни испорача извештај и во него стои како нотирана здравствената нееднаквост. Во здравството се пластат проблемите кои што ги засегаат сите, особено обичниот граѓанин. И додека политичарите ги кршат копјата околу нивните политички интереси и распределбата на министерските фотели, граѓанинот го мачи единствено прашање: дали македонското здравство има лек? На овие нафрлани теми сакам да анализирам денеска со министерот за здравство Беким Сали. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Министре, попушта ли здравствената криза? Вака, во континуитет ние последните 30 години колку што постои и државата, здравствената криза никогаш не попуштала. Постојано сме се соочувале со различни кризи во здравството, дали е тоа некоја епидемија, пандемија, или па финансиска криза глобална, или па државна финансиска криза. Така да здравството секогаш се соочува со проблеми. Тоа е единствениот ресор кој што се соочува со многу различни проблеми во секојдневното работење и наша должност е и заложба да постојано ублажиме дел од проблемите, меѓутоа се уште ниту една држава не стигнала до нивото да каже дека нивното здравство не се соочува со некаков вид на проблеми. И така продолжуваме се уште, секојдневно се справуваме со предизвици и ги решаваме, некој дел системски ги решаваме проблемите, а друг дел па на дневна база. Која и колкава цена плативме за време на ковид кризата, а плативме многу, да не заборавиме, посебно плативме во човечки животи, во изгубени човечки животи каде што предничевме како држава во светот. За пандемијата COVID-19 цената ја плати човештвото. Значи, нема држава, нема здравствен систем, нема регион кој што не беше зафатен и не беше справен со сите потешкоти за справување со COVID-19 пандемијата. Секако и нашата држава е дел од истата приказна. Ние се соочивме со проблеми со немање на почетокот немање соодветни протоколи за справување со кризата, па потоа и протоколите беа внесени. Не затече, практично. Не затече, како сите останати. Морам да признам дека успешно сме се справиле во текот на сите фази на развој на пандемијата, затоа што сме имале неколку бранови кои што биле непредвидливи. Никогаш не можеле да предвидуваат и да планираат количества на терапија, па вид на терапија, па да се предвиди пристап кон организацијата за справување со наплив на пациенти кои што секојдневно се зголемувал бројот, на некој начин преоптоварувајќи го системот за справување со ковид кризата. Можеме да кажеме дека во ниту еден момент нашето здравство не се соочи со блокажа од типот отварање на спортски сали за примање на пациенти или па препраќање на пациенти во армиски капацитети. Нели, ние не ги користевме тие алтернативни решенија, туку постојано системот се справувал како што бил напливот на пациенти и потребата, така ние сме се справувале со адаптација на клиники и болници, претварајќи ги во ковид центри. За тој дел можеме да кажеме дека успешно сме се справиле. Во ниту еден момент исто така не сме се справиле со недостиг на лекови, кои што во одредени држави тоа се случувало. Значи, ние сме имале постојано набавки на најсовремени терапии за нашите пациенти, а секако мултидисциплинарната проблематика која што ја имал ковидот и се уште се истражуваат, нели, последиците од ковид кризата, од ковид инфекции, предизвикало да ние како општество имаме такви последици кои што ние, нели, статистички велиме дека сме меѓу државите кои што имале повеќе последици по човечки живот и... Ама така беше реално, не? Така е. Така. Значи, ние не негираме дека сме биле, меѓутоа, ако
непристрасно пристапиме на таа анализа, ќе видиме дека Балканскиот регион е најпогоден од ковид кризата во аспект на процент на починати по број на жители. Значи Балканскиот регион, сите ние држави овде во регионот сме се справиле со зголемен број на смртни случаи, иако тука многу влијае во нашата држава, многу влијае начинот на класификација на починати од ковид или па починати со ковид. Значи тука таа генерална разлика која што јас од самиот почеток на моето именување сум се потрудил преку медиумите, преку вас да објасниме во јавноста дека еден починат со ковид и починат како последица директна на ковид не е исто, затоа што ние сме имале случаеви кога пациент после смртен исход во домашни услови се утврдило дека има позитивен наод на тестот и сме го третирале како починат од ковид. Меѓутоа не било последица на ковид компликација. Меѓутоа како и да е, ние не се вративме наназад да ги разгледуваме сите поединечни случаеви, па да кажеме не сме во рангирањето на тоа ниво, туку сме подолу или нешто, како и да е, последиците ги сме ги соочиле ние сите како општество и секако тоа е добар основ да седнеме да размислуваме како понатаму. За жал човештвото на секоја деценија, 10-12 години се појавува некој феномен, односно некоја епидемија или пандемија, дали тоа птичи грип, свински грип, пандемија со COVID-19, па нешто друго ќе испадне. Тоа е нормален развој на човештвото и на нели сите суштества кои што постојат во светот и се појавуваат овие епидемии и пандемии. Ова би требало да биде многу добра школа за нас, како ние да се спремиме за идната, некогаш, дај Боже да не се случи, меѓутоа за идна ситуација која што би се случила во нашата држава, дали тоа би било локализирано во регион или па од глобални размери како што беше пандемијата со COVID-19. Сакате да кажете дека научивме или доправа треба да... Јас сметам дека ова ни даде не само на нас, на целото човештво ни даде добро школа, добра лекција, која што моравме да ја научиме и мораме да се сконцентрираме повеќе на организацијскиот дел на здравството. Науката е таа која што постојано се развива во сите факултети и се применува по клиники, меѓутоа организацијскиот дел ние мораме да го адаптираме на нови предизвици. Во тој дел интензивно работам и создадени се екипи кои што планираат како ние до 2030 би се адаптирале на стратешкиот план кој што е зацртан веќе, спремен. Експерти го работеле. Ние како држава сме го усвоиле тој национален план, односно националната здравствена стратегија. И тоа што е напишано и сме се согласиле и владата нели го усвоила, ние мораме да почнеме да работиме во таа насока, затоа што ќе ни дојдат повторно предизвици, а доколку не сме спремни, тогаш не би можеле да се оправдуваме дека ни се случи и не затече неспремни како држава. Сепак сме одговорни лица кои што сме поставени во државни високи позиции и од таму ќе треба да ги разгледаме, односно да ги организираме работите, да ги решаваме и дневните проблеми, меѓутоа и стратешките цели да ги развиваме постојано. Дали сте подготвени да се соочите со прашањето кое што ни го испорача Европската комисија во извештајот за недостиг на кадар? Значи немаме обучен кадар кој што ќе раководи со софистицираната медицинска опрема, со сите оние апаратури кои што доаѓаат, еве Јапонија неколку пати веќе донира своја опрема и така натаму. Немаме ние кадар. Прво. Че вака, во нормална процедура на јавна набавка на опрема се вклучува и делот на обучување на кадар кој што ќе работи. Тоа е делот договорите кои што се склучуваат. Модерна апаратура не се купува без едукација и спремање на кадарот.
Секако ние се соочуваме со губиток на спремен кадар, кој што за жал поради различни причини, не се само материјалните, не е само здравството, туку тоа е општествена одговорност. И на сите институции да се потрудиме, сите заеднички да работиме, да ги задржиме кадарот тука, да има оправданост некој своето семејство да го планира, да го основа и да го развие во оваа држава која што секојдневно инвестирала кај нас. Јас сум дел од тој кадар кој што е обучен и едуциран и развиен во оваа држава и секако чувствувам одговорност дека треба да придонесам во развојот на оваа држава и оваа општество. Не дека не размислуваат другите, меѓутоа во одредени случаеви можеби поради животни раскрсници луѓето одлучуваат да направат, да донесат друга одлука за нивниот понатамошен живот. И тоа е дел од стратегијата како кадарот да се задржи во нашата држава. Како ќе го задржите вие кадарот, еден млад човек кој што се одлучил на таа струка, да речеме во областа на медицината, согледувајќи ги состојбите од областа на платите, од областа на да речеме неговите заложби, од областа на политиката, мешањето на политиката, прстите на политиката во медицината исто така, она што се случува деновиве, обзнането во медиумите, да речеме таа дискрапанца во платите, во статусот меѓу докторите и така натаму. Нели тоа обесхрабрува? Значи вака, големата слика вели вака. Здравството е организирано во примарно, секундарно и терцијарно ниво. Во изминатиот период на големиот одлив бил од терцијарното ниво. Дел во приватен сектор, дел во странство. Со таа цел претходникот превземал мерка, претходната влада донела одлуки која што во делот на финансискиот мотив, односно финансискиот надомест на работата на стручниот кадар во терцијарното ниво е подобрен, со тоа што и терцијарното и секундарното се во многу добри работни услови, да кажам, во делот на финансиското работење. Во делот на професионалноста, сите млади кадри се стремат кон постојан развој на своето знаење. Значи, постојаната едукација, надоградба. Постојаната надоградба на знаењето е еден дел од мотивот зошто еден вработен би избрал да се вработи на клиника, општа болница, здравствен дом, центар за јавно здравје и така натаму. Во тој дел со медицински факултет ние комуницираме постојано и се трудиме некако тоа да го избалансираме во делот на можности за специјализации, субспецијализации, кој на кое ниво, колку би траела програмата за специјализација. Моментално трае 6 години, што од мој аспект, од делот на имплементација на здравствени политики, ја сметам како релативно долг период за усовршување стручно, кое што би требало здравствените политики да ги имплементираме во делот на клиничкиот дел, да ги практикуваме во одредени болници. Замислете една болница од внатрешноста да прати специјализант во Скопје, 6 години го губи тој кадар и не може во меѓувреме да пружа здравствена услуга и тоа е премногу долг период кој што сметам дека тоа влијае и во одлучувањето на еден кадар да се оддалечи од своето работно место и живеалиште и семејство, 6 години да специјализира во Скопје. И дел од тие политики се тие дали би можеле да се адаптираме на други програми кои што се 4 годишни, например, една Германија е 4 годишна специјализација со можност за субспецијализација плюс 2 години. Ние сме пристапиле претходно во планот, во програмата 6 годишна специјализација, со тоа што и субспецијализацијата е дел од таа програма и сметам дека тука би требало. Тоа е мој предлог, сепак како министер, нели, јас се трудам целиот систем да биде функционален, можеби во одредени делови не ги гледам фокусирано работите, сепак тука е факултетот, медицинскиот факултет, кој што би требало да го даде последниот збор.
Во делот на создавањето на кадрот исто придонесувам, односно ги иницирам одредени програми да се развиваат и во другите факултети, како што е Универзитетот Гоце Делчев и Тетовскиот универзитет. Ние дадовме во април месец дадовме налог Факултетот за медицински науки во Тетовскиот универзитет да почне со програма за специјализација за семејна медицина. И пред 2 недели дадовме исто налог за уште 6 смерови да можат да создаваат кадар кој што ќе придонесе за општото здравје на нашето население. Ама ќе го задржиме ли тој кадар? Тоа ми беше прашање. Ние прво мораме да најдеме начин како да го создаваме. Дали се случува да ние тука ги обучуваме, даваме образование, обука и све што треба и понатаму луѓето обесхрабрени од тоа што се случува во пракса заминуваат? Значи вака, хронолошки ако гледаме, финансискиот дел е среден. Ние го сметаме како добра политика. Делот на обучувањето, односно усовршувањето, специјализациите и субспецијализациите е втора фаза во која што ние ќе дадеме можност на повеќе кадар да се создаде во тек на 1 година. Или ние сме имале постојано излевање на кадар, дали во приватниот сектор или во странство, значи мораме за брз период да го надоместиме тој изгубен кадар, со тоа што сметаме дека динамиката е многу намалена на изливот на кадар. И јас очекувам во наредните 5 до 6 години веќе таа бројка да се ублажи на потребата за пружање на специјалистичка консултативна здравствена услуга. Со еден дел од сите тие политики е регионализација на болниците. Значи, денес ние сме сите сведоци, јас сум сведоц во однос на бројки на здравствени услуги кои што се пружат во клиничкиот центар при Универзитет Кирил и Методи во Скопје. Значи, колку услуги се пружаат, а не се од терцијарното ниво. Значи, тоа би требало да бидат најкомплексните процедури кои што ќе треба да се извршат во клиничкиот центар. За жал, со тек на време, со губење на кадар, со немање на опрема, со недостиг можеби на средства некогаш, одредени болници не извршувале одредени хируршки интервенции, специјалистичко-консултативни интервенции, можеби диагностички интервенции, се фокусирано и концентрирано во Скопје. Односно при клиничкиот центар во Мајка Тереза во Скопје. Така да еден дел од политиките е враќање на односно адаптација и враќање на услугите во региони, односно во болници каде што живеат пациентите. Пример, постојана инвестиција правиме во клиничка болница во Тетово. Многу сме фокусирани на решавање на проблемот кој што трае со години во Штипската болница. Значи мора да го решиме тој проблем. Ама тоа мора и тоа е тоа што влегува во очи на обичниот граѓанин. За жал премногу трае, меѓутоа болницата во Струмица Ама трае и е на грбот на граѓанинот, пак ќе речем. За жал. Се согласам и за жал така е. Меѓутоа ние сме фокусирани, сега да не кажам ние сме фокусирани и тоа набрзо очекуваме да биде решено. Како болницата во Струмица, која што е во завршна фаза, болницата Свети Еразмо во Охрид исто е во завршна фаза. При моето именување се соочивме со неколку проблеми кои што со години останале такви. И пандемијата затекнала, мораме да се согласиме. Во тој период не сте можеле вие да планирате изградба на болница кога се справувате со секојдневни проблеми и наплив на пациенти и компликации кои што се јавуваат. Меѓутоа, во периодов кога веќе сме ослободени некако од притисокот од ковидот, можеме да се фокусираме на друго. На реализација на градби кои што се блокирани и снабдување со опрема. Значи, постојано ние инвестираме и промовираме услуги и нови ангиографи во специјализираната болница за кардиоваскуларни болести во Охрид. Значи, таму промовиравме. Кардиологија исто сега очекуваме да промовираме нов ангиограф. Уште 2 ангиографа се нарачани и очекуваме до крај на година да стигнат за кардиологија. Значи, имаме 3 ангиографи кои се нови, без прекин ке работат. До сегашните ангиографи постојано сме имале дефекти, па чекање месец-два да се сервисираат, па
пролонгирање на закажани интервенции, елективни, па исто 8 септември го набавуваме уште еден ангиограф. Сега добивме мобилен ангиограф од јапонска донација, сега уште еден ангиограф ќе инсталираме таму. Значи, за тоа ќе ве прашам малку подоле, затоа што имам... До крај на годината очекуваме снабдување со современа дигитализирана опрема за 12 јавни здравствени установи. Мамографи се 7, ангиографи се околу 5-6 или повеќе. Не ме фаќате за збор, затоа што цело време ние анализираме кои услуги, од каде ни доаѓаат пациенти во Скопје, па да ги вратиме во матична болница. Значи, штипски пациенти не би требало да патуваат за Скопје. За Скопје. Мора да се услужат таму. Тетово и Гостивар, значи Полошкиот регион, не би требало да дојдат во Скопје, нели? Доколку има покомплексни интервенции, тоа во тој случај да. Може Скопје терцијарно ниво е. Покомплексни процедури, односно интерклинички конзилиарни решенија кои што би требало да се решаваат во Скопје, меѓутоа останатото мора да остане во својот регион. Да, но токму таквата една хаотична ситуација и ситуацијата во која што се наоѓаат тамошните институции, збориме за здравствените институции во другите градови, налага да, како што деновиве читаме, терцијарното здравство биде како еден вид на трафика. Ние елементарните проблеми ги решаваме наместо во примарното или да речеме секундарното, како што рековме во терцијарно. Во делот преска што ме прашавте за кадарот, во примарното ниво се соочуваме со демотивираност на млади кадри, млади лекари да специализираат семејна медицина, затоа што ќе се соочуваат со редица, значи со еден комплекс на административна процедура, па вработување, па инвестиција лична за отварање на едно ПЗУ, односно општа амбуланта во одреден регион или одредено место. И повторно демотивираност. Тоа се еден редица на демотивирачки фактори кои што го иницираат младиот лекар да специализира и да се насочи кон секундарно и терцијарно, затоа што нема лична инвестиција од делот на опрема и кири, вработувања, па административни процедури према фондот, па према министерството. Значи, тој трнлив пат кој што е за примарното го алтернативно го решаваат со одење на специализација секундарно и терцијарно. Значи, мора да размислуваме за прагот кој што е самиот влез во здравствениот систем. А тоа се примарните лекари. Ќе им олесните нешто, еве сега имавте, не ви избегнаа протестите ниту вас, значи секој министер како дојде го тресат тие протести од лекарите. Нешто усогласивте, нешто да усогласувате, меѓутоа што друго ќе им олеснете? Не би сакал да бидам да звучам така како спасител на примарното, затоа што јас доаѓам од примарното и знам со што се соочуваме. Знам јас лично низ каков пат сум тргнал и како сум го поминал патот до денес во примарното ниво, дека сме оставени сами на себе и толку купишта административни процедури, па контроли повремени, па казни повремени. Значи за делот администрација за која што ние како здравствени работници не сме едуцирани во правниот дел, документација, архивски броеви, не знам, сите тие процедури кои што се можеби основни за функционирање на една здравствена установа, примарна, меѓутоа и начинот на кој биле третирани постојано, па сега се соочуваме со проблемот на демотивација на младите да бидат насочени кон примарното. Што јас го сметам за основ за развој на било кој кадар за во иднина, дали ќе избере една насока, друга насока во секундарното и во терцијарното ниво. Значи мора да имаме некоја пракса ние, минимум 5 годишна, да не кажем и повеќе. Значи млади лекари кои што само што завршиле, они аплицираат за специализација. И тоа не е здраво за развој на системот, затоа што несоочувањето со општата слика на здравјето на нацијата и фокусирање само во делот здравствените науки, да кажем, медицината, ни создава кадар кој што во иднина ќе знае да ќе биде експерт за еден дел од услугите. Меѓутоа, општата слика никогаш нема да биде увежбана, односно
внесена во искуството на еден здравствен работник. Така да тоа долгорочно мислам дека е погрешен пат и ќе треба да работиме многу и се координираме со медицински факултет како ние да ги и факултетот и фондот секако како плаќаш на здравствениот систем, финансиер, како ние да ги мотивираме младите да изберат да бидат матични лекари, па потоа да се изберат да имаат замена за нив, за они да се заменат во секундарно ниво. Што ги правиме со пациентите? Здравствената нееднаквост, и погоре кажав во воведниот дел, ни беше испорачана во извештајот од Европската комисија, нотирана како проблем. Што значи тоа здравствена нееднаквост? Дека одредени цилни групи имаат можност да си се лечат, имаат пристап до здравствената заштита, ама оние кои што немаат пари, значи ќе си седат дома, дали ќе си починат од ковид, дали ќе биде со ковид, од ковид, тие ќе трпат. Да не зборуваме за лицата кои што живеат во руралните средини. Од и таму пак е познато дека многу тешко да натерате лекари да работат во такви услови. Морам да признам дека се согласувам со оваа ситуација. Значи јас секогаш се трудам да бидам максимално реален и објективен, без субјективност, без разлика на тоа дека сум најодговорниот денес за таквата состојба, меѓутоа тоа е наследство на нешто што е тоа е наследство на нешто што е можеби не многу фокусирано работено на таа проблематика. Во јавноста не испаѓаат многу мои посети по села и по амбуланти кои што се рурални, па значи тоа е дел од мојата едукација, односно соочување со реалноста на терен како еден доктор работи во рурална средина, во кои услови работи и колкава е достапноста на здравствената услуга за сите тие жители од околината. Ние во мај месец направивме една анализа како министерство колку имаме покриеност со здравствени институции. Со тек на време, значи една политика беше пред 10-12 години отварање на рурални амбуланти. И се отвара рурални амбуланти и тогаш со одлука на фондот, односно на министерството, беа изградени 15 објекти, да кажам, здравствени, кои што би требало да бидат рурални амбуланти, да се третираат на различен начин за финансирање во споредба со примарните здравствени установи. Со таа одлука беа покриени околу 10 амбуланти, за жал неколку од нив се уште не се функционални. Значи се уште останали само не ни чудо, затоа сме дова да речем така. За добра волја или незгода на ова, не знам како да го дефинирам, јас сум бил дел од управниот одбор во фондот, кога ние сме ги мотивирале тие доктори да се вработуваат во тој период, 2009 и 2010 година. И при именување како министер за здравство се соочувам со слика која што е прекин од 2010 до 2022. Значи тие амбуланти во меѓувреме не биле третирани. 12 години не биле третирани. И тоа беше мотив за мене да пристапам кон анализа за сите, не само за тие објекти. Значи во Јагуновце денес вие имате објект кој што е изграден тоа време и никогаш не работела. И не се нашло начин како да се мотивира некој доктор таму да се ангажира, да се вработи и да му се склучи договор со фондот. Тоа е конкретен случај, кој што јас има многу такви, затоа кажувам, вие сте прв човек. При моето заминување сум го оставил во таква состојба и при враќање после 12 години истата состојба. Примарното мора да биде основата на здравствениот систем. Значи, се согласуваме, не се согласуваме, тоа мора да биде основата, затоа што доколку вие во примарното не превземете нешто кај пациент, акутното се создава во хронично. Хроничното не знаеме како се развива во иднина. Значи, ние имаме рурални средини каде што пациенти не се обслужуваат со здравствена услуга. Не сакам ова да се генерализира и се земе како изјава, министерот рече матичните, значи не е така. Имаме матични кои што се многу матични лекари кои што се многу ангажирани. Меѓутоа се соочуваме со таа слика. Немање на достапност што е дефект на системот, не е на поединци.
немање на покриеност со здравствена услуга од примарно ниво во сите делови кај што живеат нашите граѓани. Во тие делови сега ние работиме на решавање и очекуваме една донација да биде од странска држава која што се надевам дека ќе ни ублажи во делот на пружање на здравствена услуга теренска. Значи ние не можеме да отвориме сега за сега 30 амбуланти нови кои што ќе ги третираме како затоа што толку кадар нема да најдеме заинтересиран. Здравствените домови имаат должност да покријат регион, не само објектот кај што менаџираат, не само радиусот 10 километри кај што функционираат, туку цел регион за кој што се они одговорни. Менаџерите постојано ние повремено ги повикуваме, еве сега сме во иста таква една фаза на координација и давање на бројки, на ангажирање на кадар, на мотивирање на кадар, да се вработи во делот на теренското работење и пружањето на здравствена услуга. Па да, се соочува се недостигна средства, па немаат доволно возила. Значи тоа се неколку проблеми со кои што ние се соочуваме и се трудиме да го решаваме тој проблем. Ма што не достигна возила, еве да не одиме подалеку, ние во главниот град или во поголемите градови како што се Штип, Струмица, до неодамна се жалеа дека немаат амбулантни возила за итна помош, а не во таквите рурални средини. Ми беше прашањето... Значи, сакам да додефинирам дека работиме во таа насока да ги решаваме проблемите и да имате кадар некојаш треба да го пратите на терен. Значи не можете тоа да го направите затоа што немате, односно мора да испочитувате процедури за набавка на возила. Тоа е процедура која што по закон трае нели толку време, па буџет нема да предвидено, па сега нели се трудиме да со Министерството за финансии да преговараме за идната година да предвидиме средства за ова. Ако ние не ги стопираме проблемите во примарното ниво, кое што не кошта многу малку, секундарното и терцијарното е покомплексно, потешко се решава и многу повеќе не кошта. Кога сме кај тоа, кај секундарното и терцијарното, министре, зошто сликата на клинички е, пак ќе речам, не можам да го избегнам зборот, хаотична. Зошто? Затоа што имаме поплаки од пациенти. Пред малку гледав сторија на еден мој колега, пациент кој што е тешко болен, значи човекот оди да си го бара лекот на клиника, наместо да добие лек, добива вербални напади од директор на клиника. Имаме пациенти кои што се влечат на лежалки по ходници, по дворот на клинички центар, кој што слика која што искрено речено крева коса на глава. Кога ќе го видите вие тоа и од здрав станувате болен. Значи недостиг на лекови, инфраструктура која што е бедна, дотрајана, пациентите згрижени, недозгрижени. Зошто е тоа така? Убаво ние го правиме тука муабетот и пак речам, дали се останува на муабет, затоа што еден си оди, другиот доаѓа, ама сликата останува иста. Значи вака, за изолираниот случај не би сакал да навлезам затоа што сум само го напоменав како пример, затоа што го видов претходно, добро сум информиран и тука не се работи за интервенција на директорот, тоа е посебен случај кој што поради други субјективни причини така беше прикажано. За жал, во целиот тој хаотичен систем, ако се согласуваме сите дека има некаков хаос во тој центар, придонесуваат и повремени пропаганди кои што се насочени кон демотивирање, односно давање на уште погрешна слика. Значи, може би хаосот се случува. Има хаос тука и не може би, сигурно, затоа што јас лично еве како сведок сум била неколку пати таму и кога ќе го видам, тоа едноставно значи многу грда слика. Тоа што го збориме од самиот почеток на емисијата. Пациенти од Тетово не би требало да се насочуваат во Скопје. Се е концентрирано во Скопје од аспект на барање на здравствени услуги. Од друга страна, капацитет реален на сите вработени таму е ограничен. Значи ние не сме неограничени со инфраструктура, со капацитети за апаратура која што треба да диагностицира и да реализира некаква здравствена услуга, било тоа хируршки интервенции или па други. Значи,
И тој капацитет е ограничен. Не можеме ние 1.800.000 жители сите во Скопје да се насочуваме. Значи мора да вратиме на назад. Имаме болници со искористеност 30%. Толкава е искористеноста. Уште 70% има капацитет за примање на пациенти, меѓутоа, затоа што постојано има одлив на пациенти за Скопје, таа болница не е искористена. А Скопје е пренатрупано. Пренатрупано и незадоволни пациенти. Незадоволни лекари, незадоволни сестри, незадоволни... Сите се незадоволни. И во делот на паркингот, и во делот на операциони сали, колку се искористени. Значи, имате листа на чекање за одредена процедура, која што би траела 3 до 6 месеци, а од друга страна имате за истата услуга што би требало да се пружа во друга болница, која што е од секундарно ниво, таму искористеноста на оперативните сали се 20%. Значи, тоа ќе го решиме. Тоа мора да го решиме. Тоа брзо, без разлика дали сум јас министер, утре друг, завтра е трет. Значи, тоа мора да го решиме некако. Не може во таков хаос ние да бидеме успешен добар систем за и сигурен и безбеден за пациенти. Затоа што услугата ја добива денес, за жал, тој што повеќе инсистира на услуга. И тој што ќе плати? Па сите не... На ваков или онаков начин? Сите ние плаќаме во системот, меѓутоа услугите се добиваат на тие што се поупорни за добивање на услугата. А тие што реално може би имаат потреба и не се снаожливи до тоа ниво, за жал чекаат. Значи мора да го вратиме системот назад, да го организираме како што треба. Тоа е во таа насока до крај на годината ние очекуваме современа, квалитетна дигитална опрема која што мислам дека во голем дел ќе ни помогне за растеретување на клиничкиот центар и таа слика јас очекувам после, значи до крај на година би требало да стигне опремата до отприлike 2 месеца трае инсталација и обука на кадар. До март месец, ја мислам дека после март таа слика која што се гледа во Скопје, во клиничкиот центар би требало да се ублажи, ако не повеќе за 10% сигурно. Затоа што имаме многу добар организиран капацитет во Скопје, тоа е градската општа болница 8 септември, која што за мене е цел, таргет да биде максимално опремен и најдобро организиран, пошто е градска болница која што реално треба да се справи со пациенти кои што за жал одат во терцијарното, а се за тоа ниво, за секундарното ниво. И мислам дека тоа ќе се операционализира. Ние постојано таму, ако не следите, постојано нешто промовираме тука, апаратура, па акцелератор за онкологија, па останати услуги. Постојано се трудиме да ги насочиме пациентите натаму, да го искористиме тој капацитет. Тетовската болница исто е. Што е со старата градска болница, државната во Свети Наум Охридски, болницата успешно функционира. Тоа е специализирана, одредена за хируршки болести само, нема интерни клиники, нема оддел за интерни специјалистичко консултативни услуги. Така да они успешно функционираат и тоа е на некој начин и гордост на системот. Една болница која што... Значи целта е сега 8 септември. Целта е сега пренесување на пациенти од клинички центар Мајка Тереза во 8 септември, секако и Тетово. Значи морам да признам, тие две болници ми се таргет за снабдување и функционализирање на тие две болници. Мислам дека до 20% би стигнале да пренасочиме пациенти од регионот на западот, западни болници во Тетово, како поразвиена, односно клиничка болница од секундарно кон терцијарно ниво би требало да се насочи, како што е Битолската клиничка болница и Штипската. Овие три болници би требало да ги развиеме доволно на високо ниво, за да можеме да очекуваме добар, функционален и ефикасен терцијарен клинички центар во Скопје. Колку мој термин е навистина мој термин,
кога велам мој термин, затоа што закажуваме, ама дали е тоа навистина мој термин, затоа што јас одам и чекам уште половина до час време, и дали воопшто дава некакви резултати, олеснувања, сте го разгледали ли тоа, од друга страна се жалбите на пациентите кои што велат дека постои огромна листа за закажување, се чека со месеци, па кој преживее, ќе дочека, за да го има тој термин. И тука е пак општ хаос. Значи, моите сознанија велат вака. И примарните лекари злоупотребуваат, тие што ќе фатат термини ги зафаќаат веднаш, без разлика дали се пациентите кои што барале упатување во повисоко ниво. Меѓутоа, тоа се мал дел, морам да повторам, не се сите исти. Тоа се мал дел на лекари кои што рано наутро ги, условно кажано, ги бркаат термините и ги зафаќаат со имиња на пациенти, па потоа можат да интервенираат некако, не знам, јас не сум во делот многу упатен, како ги упатуваат своите пациенти. Ама тие си нашле некаква стратегија, затоа велам. Имаат развиена стратегија, да. Меѓутоа, тоа повторно се случува затоа што одредена апаратура, одредена опрема во одредена болница во моментов не работи. И затоа се создава хаос. Еднаш упатуваат во болницата во Куманово, па на нив не им работи апаратот, па се враќа пациентот. Нели, закажаниот термин не може да го реализираат, па се враќаат кај матичниот, па матичниот ги праќа во Скопје. Или па бараат термини каде работи тој оддел или таа услуга каде што може да ја добиваат, и постојано сме имале такви испади на системот со повторување на упатите. Значи, во делот на мој термин, техничкиот дел е се во ред. Поддршката информатичка, значи системот функционира. Упатувањето во едно ниво или во друго ниво, тука се создава тој хаос. Упатување за ендокринолошки анализи во терцијарно ниво. Не оди. Во период кога имаме ендокринолози по здравствени домови и во други нивоа. Тоа не оди. 50.000 услуги се вршат на ендокринологија во клинички центар во Скопје. Замислете, 50.000 пациенти одат само за анализи, за кои што многу голем дел, да не претерам, 80% од услуги би може да се добијат во секундарно или во здравствени домови кај што пациентите живеат, кај што има ендокринолог. Значи, ама затоа сега се поставува прашањето. Натрупувано е постојано. Дали ова мој термин, спроведувањето на мој термин на вистина допринесува до некакви олеснувања, значи функционира, или пак е изрежирано, така речено, ради реда? Ајде да спроведеме некој новитет за да не забележат луѓето дека сме го направиле. Јас имам впечаток и спрема тоа што го разговараме, хаосот е создаден во периоди кога не сме можеле ние да пружаме како систем, да пружаме здравствени услуги во период кога одредена клиника се претварала во ковид центар. Значи, сакале не сакале, мора да признаеме дека хаосот е создаден во повремени исклучување на одредени клиники ради ургентна потреба од дополнителен капацитет во кревети за ковид и претварање во ковид центри. Не е единствената причина тоа, меѓутоа голем дел во таа вина ја има и ковид кризата. Меѓутоа наше е сега да почнеме да вратиме во нормала, нели, да ги упатуваме пациентите во ендокринолошки амбуланти кои што се на ниво на Скопје, ако има потреба да се отварат уште повеќе. Сега отворивме скоро во населба Ченто, во поликлиниката, Центар за ендокринолошки услуги, значи амбуланта за ендокринологија, затоа што тој дел целиот се упатуваше директно во клинички центар во Скопје, во Мајка Тереза. Министре, од каде ќе ги плаќаме тие 8,5 милиони евра пенали на италијанската фирма како непридржување за договорот за изградба на клинички центар? Ќе биде ли тоа повторно на сметка на пациентите, на граѓаните? Има ли Министерството пари за такво нешто? И тоа во услови на ваква енергетска криза? Значи, дали има пари, економска криза. Ние се соочуваме со економска криза и тука е
една ситуација која што на нас... Вие дојдовте на чело на Министерството сега, дали беше подобро во ковид услови да бевте или сега кога треба да ги отплаќате долговите? Како што напоменав на Оти се самиот чини дека почеток, само отплаќаме долгови нешто. Како што напоменав на самиот почеток, здравството секогаш се соочува со проблеми. Значи, никогаш нема да дојдете во некаква фаза кога 3 месеци немате проблеми и само развивате нешто. Значи, постојано, секоја недела се случува нешто. Незадоволни пациенти, па опремата таму не работела, пациенти се бараат нешто друго. Сдруженија на пациенти за одредена дијагноза се незадоволни и бараат некаква измена. Значи, ние постојано нешто менаџираме секојдневна база и секако овие случаеви конкретни како оваа тужба која што ни ја пушта италијанската фирма е за разгледување, не е финална. Тоа е барање кое што они го се обратиле до нас дека ние должиме за раскин на еден договор. Меѓутоа, ние ќе пристапиме кон арбитража и ќе бараме некакво решение на повисоко ниво. Нема да се одлучи сега, тоа ќе, ја се надам дека ќе потрае малку. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека сите ние кога работиме и грешиме, меѓутоа да се потрудиме грешките да бидат минимални, а не да бидат големи и со последици вакви. Ама грешките се направени за жал. Пред Сега се последиците наред. 2 недели ние исто плативме една фактура која што беше утужена од институција која што е наша основана институција, што е неразумно. Меѓутоа, тоа е реалноста наша. Значи, јас секогаш се трудам да бидам Како се случило објективен. тоа? Еве, спомнавте, таа претходна институција. Тоа е ангажирање на таа институција за време на поплавите кои што се случија. Да, во Стајковци. Да, за заштита на населението од ширење на инфекции. Тоа е една програма во Министерството која што... Муабетот ми е кој потфалил во ова сега, за да дојдеме ние до таква ситуација, да Министерството мора пак да отплаќа, да враќа долго. По се изгледа, ние како Министерство не сме одговарале навремено со аргументи кои што требало да одговориме на институции. Тоа е молкот кој што со тек на време се случувал и за жал ние доаѓаме сме некој сакал извршно. да го стави под тепих тоа или како да го свата? Не би рекол дека е тоа намерно ставено. Меѓутоа, ни на крај памет на никого не би му текнало дека негова институција може да тужи свое министерство. Тоа е нелогичност. Тоа е нелогичност затоа што парите се тие. Значи, таа институција функционира врз основа на финансирање и развивање на политики на тоа министерство. Во случај на недостиг на средства, ние седнуваме и решаваме проблеми, така да нелогично е своја институција да тужи министерство, и тоа треба да се запише дека можело да се случи и такво нешто. И тоа е, ние се затекнавме во завршна фаза кога веќе немаше ни време за враќање на процесот назад и поминале сите тие фази на тужење и судски рочишта и извршно беше пресечено дека мораме да платиме таква фактура. Министре, неодамна пристигна медицинска опрема која ја набави вашиот претходник и колку што имам информации, вие само ставивте подпис на тој договор вреден, ми се чини 2 милиони евра. Се работи за набавка на 3 ангиограми, така мислам дека се вика, од кои само, како што беше наведено во новинарските написи, само еден чини речиси 700.000 евра. Уште пред да се реализира договорот, колеги од други медиуми, ми се чини дека беше тука неделникот Фокус, истражува и според написите реалната цена на апаратот дури и со вграден софтвер, значи изнесува до максимална половина милион евра. Се поставува прашањето дали, да речеме, ваквите наоди кај вас лично не оставаат простор за сомнеш, како така лефтерно го подпишавте договорот? Пак јас дојдов до една ситуација во конкретниот случај дали ние да продолжиме со процедурата која што е во завршна фаза. Значи тоа беше првиот месец. Само што се именував, тоа беше во завршна фаза. Дали да го подпишеме тој договор или па да побараме ревидирање, враќање назад, па поништување на тендерот и така натаму. Имате
два избора во моја ситуација. Една е дали се почитувани сите процедури до крајниот подпис, дали е тоа запазено. Се е запазено, според процедури, јавна набавка направена и се останато. Врз основа на понуди, значи, период на жалби се испочитувани и се. И да се согласите тоа да продолжи и понатаму, за да може да што побрзо наши пациенти да добијат услуга квалитетна, навремена во институции кои што се специјализирани. Тоа е кардиологија во Скопје при при клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, тоа е радиологија и тоа е специјализирана болница за кардиоваскуларни болести во Охрид. Значи тоа се три институции кои што имаат на дневна база можеби до 30 интервенции може да се направат, каде што им треба високо квалитетна опрема која што нема да откаже. Да ревидираме, пациенти уште да чекаат, со повремени дефекти кои што нас не коштаат многу, да не навлегуваме во бројки денес, затоа што ќе сватиме дека времето многу повеќе би не коштало од тоа што јас не велам дека треба да замижиме на нешто што е направено. Меѓутоа, дали времето да го заштедиме и да обслужуваме пациенти кои што се стотици, да не кажам илјадници во овие три институции, тоа се најфреквентните институции, да напоменам тука, или па да вратиме процедура назад и тоа поништувањето на една јавна набавка за одредена ставка по закон ни забранува да отвориме нова набавка за истата опрема во текот на оваа година. Да, ама ако има неправилности, например, малверзации со суми и така натаму, нели треба да се врати тоа назад? И на сметка на времето, да рече. Значи вака, институциите кои што се најповикани во тој дел можат во секое време да отворат процедура да видат дали е запазено, меѓутоа според нашите информации, моите информации од нашите служби за јавни набавки, значи запазени се сите процедури за таа набавка. Цената која што е постигната, не ја знаеме како. Имало понуди. Значи во основа на тие понуди имало сигурно и конкурентни фирми кои што поднеле жалби, па се разгледувале жалби. Да. Значи ова го прашувам, знаете? Морам да напоменам уште нешто. При набавка на опрема имате многу опции кои што вие можете да ги изберете да бидат вклучени или да не бидат вклучени. Значи во тие опции често пати знае цената да варира многу од тоа што се набавува во други институции. Например, не се сите три ангиографии од исти перформанси. Тоа се најмодерни, софистицирани опреми, меѓутоа три различни производители. Секако спрема институција се бара и опремата. Колку има фреквенција, каква им е навиката на докторите, што повеќе работат они, во кои делови на пациенти работат повеќе. Значи, ова ве прашувам бидејќи секоја власт кога е во опозиција ревносно најавува дека ќе се бори нели против тие коруптивни тендери и така натаму, тако беше и впрочем ветувањето на вашиот претходник кој пред да седне на министерската фотелја во тоа време најавуваше ревизија на тендер на ВМРО вреден 100 милиони евра и така натаму. Затоа ве прашувам. Па еве сега на опремата? Да, па сега вие сте на негово место. Јас не можам да коментирам туѓи изјави, меѓутоа јас ви велам дека имавме два начина како ние да пристапиме на проблемот. Дали се запазени процедурите? За мене беше чисто. Значи според институцијата која што ја управувам беше чиста и ние дојдовме во последна фаза да потпишеме, да продолжиме, да инсталираме, да дадеме здравствени услуги квалитетни на пациенти или па да вратиме нешто назад што не сме сигурни дали има недоследности. Затоа што процедурата е запазена. Секако опозицијата таа должност се има, постојано да критикува, да каже тоа е многу, ова е поевтино и тоа ако се навратиме во минатото, ние се соочуваме со слики кои што не се совпаѓа со изјавите денешни. Така да мислам дека секој сноси одговорност за неговиот период
и дали го прават максимумот кој што може да се направи со почитување на сите закони кои што се во државата. И секако ние сме дел од ова општество, одговараме пред институциите доколку има некакви недоследности, односно непочитување на закони, намерно кршење на закони и така натаму. Уште две прашања пред крај, завршуваме. Колегите на ЕДНОН во неколку наврати вршеа истражување околу тендерите на град Скопје за дезинсекција за прскање против комарци и уште пред 2 години институциите побарале, например, да се таа дезинфекција да не се спроведува со одредено средство. Меѓу другото, сега што е проблематично? Средството со кое се прска после изгледа останува тајна. Иако новинарите истражува, моите колеги истражува, не добија никакви информации за што станува збор, за какво средство и така натаму. Дали барем документацијата ќе се достави или ја доставивте до антикорупцијска комисија која што исто така се залага за овој проблем? Значи, се што е побарано од нашата институција, ние сме задолжени да го дадеме, затоа што нема деловни тајни или некакви процедури кои што ние би имаме имунитет за скривање, прикривање на документација. Се што е побарано, секако дека сме задолжени во одреден рок да го предадеме. Зашто станува збор, за какво средство? Јас не сум многу, значи вака, во техничкиот дел не сум многу навлезен во проблематиката, за да кажам конкретно за тој пестицид, за тие предмети се работи, меѓутоа знам дека било каква процедура која што се поднесува барање до, особено институционално, па и граѓаните имаат право за достапност до информација, така да ние мораме да одговориме. Не може да сме останале некако имуни на давање на информација или нетранспарентни. Така. Важите за транспарентен човек, за тивок човек, меѓутоа човек кој ще се ја врши и ја менаџира должноста, сега вашите опоненти велат каде е тој и што прави. Добро, вие нагласивте дека веќе работите на неколку стратегии, на неколку прашања, разгледувате проблеми и така натаму. До кај е проблемот со изградбата на клиничкиот центар? Зошто толкова мистификација? Нема мистификација, напротив. Ние сме, и вие сте сведок, и сите сме ние сведок, дека уште од самиот почеток јас кажав, клиничкиот центар е од национален интерес. Не е интерес само на владата, на едниот министер или па една политичка опција. Туку е тоа национален интерес и дека опозицијата беше повикана да биде дел од работната група, врз основа на што, значи, како должност на таа работна група беше да се разгледа можноста за локација и начин на изградба на клиничкиот центар. Ние направивме сфото анализа на 6 локации во град Скопје, кои што беа опционални каде би можело да се изгради клиничкиот центар, без разлика на сите анализи кои што биле направени до сега. Ние почнавме од нула, нели, како институција, како министерство и проектната единица кај нас има искуство со информациите, меѓутоа ние како комисија да разгледаме се од нула. Почнуваме од локација. Според сфото анализата во финална фаза беа 2 локации, тоа беше касарната Илинден и постоечкава, односно таа што беше предложена од порано Веле поле во Ѓорче Петров. Според бодовите кои што беа превземени како од 20 индикатори како да се дојде до бодови за една одредена локација, тоа се патни инфраструктурни решенија, достапност до локацијата, дали има ризик од поплавање, значи многу фактори беа предвидени, археолошки истражувања дали има направено. Так, се одреди локацијата што се одреди? Значи 2 локации се дојде како можни решенија, Илинден и Веле поле. Со тоа што дознавме локацијата, ама не дознавме кога ќе биде напокон побогу тој клинички центар. Сега во која фаза сме? Освен локацијата, ние мораме да најдеме начин како ќе се финансира сето тоа. Тоа е огромен проект. Значи не е нешто што некоја влада би можела да одвои толкав износ за да може да го финансира тоа, да каже да, окей, ние пристапуваме кон градба. Министре, ама години помина, уште ние не утврдивме
Како тоа ќе се прави? Од каде парите? Тоа се 17 години. Затоа велам, години помина. 17 години се зборува постојано. За жал сега, вие сте на таа позиција, пак ќе речам. Јас мислам дека како никогаш досега интересот на странски компании, странски фондови, банки не бил никогаш толку поголем од тоа што е сега. Ние постојано имаме странски делегации. Разгледуваме, дебатираме, бараме решенија. Значи, до каде сме стигнати? Финансии се присутни, значи се нудат. За жал... Странците не нудат. За жал, сме во година која што е многу кризна година и барањето на средства од странство се многу скапи. Сега за сега. Значи, каматните стапки се високи за таков еден проект. Меѓутоа, не дека сме се откажале. Јас повторно барам алтернативни решенија за делот на каматите. На еден состанок со дипломат, јас тоа пријателски го кажав, еве јавно ќе го кажам, дека ќе побараме од сите пријателски земји кои што имаат дипломатски канцеларии кај нас, добри односи со нашата држава, делот на каматите, дали би можеле пријателските земји или фондови да го превземаат. Да го помогнат, да го олеснат некако. Доколку ние во нормални услови би прифатиле како држава финансии со 1% камата, дајте тие 2% што ни се вишок, да ги ублажиме на некој начин. Дали можеме тоа да го обезбедиме? Ја мислам да. Јас сум оптимист. И секогаш пристапувам од делот на решавање на проблеми. Не соочување со проблем како висок зид кој што не се преминува и да се откажеме. Или па да кажеме нема друг пат. Секогаш има алтернативни решенија. Ако ние годишно добиваме донации во различни сектори, во износот, карикирам сега, 10 милиона евра, дајте да внесеме тие 10 милиона евра, да не се инвестира во одредена дејност, да ги насочиме во ова национално богатство кое што ни е многу потребно. Значи 10 милиона на целиот тој куп на финансии, сигурно ќе ни ги покрие делот на каматите. И ние ќе добиеме средства за градба, која што не кошта нас екстра од тоа што ќе го земеме, а ќе го вратиме во период од 20 години. Министре, ова после изгледа... Ние толку трошиме во постоечкиот систем. Односно, не трошиме во функционалност, трошиме во прелевање заради недобра организираност или па дотраена инфраструктура, реновирање на болници и недобивање на квалитетна услуга на време и така натаму. Значи клиничкиот центар за сега останува на хартија. Во економска криза сме, мора да биде на хартија. Ако ни дадат пари странците, добро. Ако не, ќе почекаме уште малку. Кај сме чекале, ќе почекаме. Наше е да побараме и да истражуваме за начин како да го реализираме тоа. Тешко е, тешка година, значи сите колеги во светот кои што се состануваме повремено во одредени организации, го дискутираме истото. Која била нашата среќа да бидеме министри во период кога е светска пандемија па економска криза? Да имате простор да се покриете се или тоа мала шала, иако работите не се воопшто за шала, туку се повеќе од трагично. Многу теми, многу дилеми и многу проблеми. Меѓутоа се надевам дека нешто одгатнавме со мојот гостин денеска, министрот за здравство Беким Сали. Благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам исто што ми дадовме можност да искомуницираме со јавноста и да се информираат и сите тие што го следат здравството во повеќе аспекти. Можеби не сме успеале ние да дискутираме со нив директно, меѓутоа ете преку вас да даваме наши можни решенија со проблеми кои што се соочуваме и колку сме ние реални во намерите да ги решаваме тие проблеми. Благодарам. Вам почитувани секое добро.